Председателе на Комисија за европски прашања. Ќе се повикам на членовите 68 и 88 од деловникот за работа на ова собрание. А пред да ги прочитам, добар предлог би ви дала да конкурирате во Фондот за иновацијски и технолошки развој, бидејќи не знам дали е до преводот, но ве слушнав, истакнавте посебно во првото ваше обраќање дека денес на посебен начин ќе сме го почитувале деловникот. Ова е навистина за да аплицирате во Фондот за иновации, дека на посебен начин овој посебен председател на Европска комисија ќе го почитувал деловникот. А дека не го почитува деловникот, се повикав на членот 68 став 4. Зошто? Затоа што, повикувајќи се на овој член, овој председател на оваа Европска комисија, а тоа е седница на собрание, значи ова се однесува за седници, за пленарни седници на собрание, се одржува во времето од 11 до 18 часот со пауза од 1 час, ако председателот на собрание не одлучи поинаку. Значи, според овој член, овој председател на оваа комисија си потпиша еден извештај во кој што вели Комисијата за европски прашања не успеа да се произнесе по спорниот амандман за нивниот закон за игри на среќа, не успеала да се произнесе затоа што согласно деловникот работното време истекло во 18 часот. Значи, кога на овој председател му одговара да се повикува на членови кои што се однесуваат за пленарни седници, се повикува. Кога не му одговара, вели ова е комисија, за неа не важат правилата за пленарните седници, каде што спаѓа членот 88, кој што вели на заменик, координатор или пратеник кој што не е член на пратеничка група, веднаш му дава процедурално, си го набилда својот хир да не ми даде веднаш процедурално, но се повикува на членови од деловник кои важат за пленарни седници, кога тоа му одговара. Кога не му одговара, тој воведува нови правила и еве затоа го повикувам, бидејќи јавно кажа на посебен начин ќе се почитувал овој деловник. Зошто на посебен начин? Нека аплицира во Фондот за иновации, додека се уште власта имаат, можеби ќе му доделат некое средство. И сега, председателе, не ми се вметнувајте, ве молам. Председателе, расправаме по седница за закони кои што се предложени од актуелниот министер за информатичко општество, кој што имаше можност да види што значи неговата партија да биде опозиција на партиите на власт, бидејќи најкултурно ги замоли овие закони се од итност и битност. Овие закони се опомена во европските извештаи, не законот за игри на среќа. И еве виде што значи да се соработува со ДУИ, истата ДУИ која што сега злоупотребува европско знаменце и вели итно мора да се носат овие закони, повторно злоупотребува европско знаме. Зошто? Затоа што прави манипулација. Затоа што прво не одговара на барањето на синдикатите, каде што се тие засегната страна со овој закон. Со овој закон се укинува минималната плата, колега Арбер Џавери. Барам да се изнесеме, да се одржа јавна расправа по овие закони, а не вака на брзина да се носи системска реформа на администрација затоа што вам тоа ви одговара. Ако сте европски председател и сакате оваа дебата да биде јавна, транспарентна, посебно да се почитува деловникот, еве барам прво да се организира јавна расправа. Не прифаќам одговор дека немате време, затоа што многу сте познати по вашата брзина на носење експресни закони. Уште неделава, уште денес сте подготвени синдикатите да дојдат тука да ги сослушате. Ама за овие закони не се потребни само синдикатите. Експертската јавност треба да ви каже дали се ова вистински реформи во администрацијата или се ова само реформи замачкани, зацкриени позади европско знаме со кои што вие ќе ја партизирате и онака веќе препартизираната администрација. Затоа барам да се произнесеме, да се одржи една јавна расправа пред да се започне било каква дебата по однос на овие закони. Затоа што за овие закони не се потребни само гласачи кои што со мнозинство ќе не нагласаат. За овие закони е потребна суштинска дебата. Никого не слушате, никого не гледате, си терате по своен, да знаете дека и ова ќе биде дел од казната која што ќе добиете на 8 мај токму заради ваквите ваши однесувања. И бидејќи председателот вака посебно толкувајќи го деловникот, па ми даде и повеќе од времето кое што нели согласно деловник ми следува за процедурална забелешка, само
напоменав дека се извинувам дека минималната плата ќе се тргне, иако е законска регулатива, иако за законот за минимална плата нас не обвинува дека ние сме биле против, ние само предупредувавме дека нема да се почитува законот, како што тоа и се случи изминативе 2 години и сега, еве, пред да заминат од власт, ќе го избришат критериумот минималната плата и незиното покачување да значи линеарно покачување на сите плати. Ете, тоа го прават овие криминалци. Жалам што министерот за информатичко општество е замешан во оваа каша и уште една напомена председателе, само да ве подсетам, дека од вчерашен датум ние имаме нова влада која што не е произнесена по кои закони кои што се во собраниска процедура останува или ги повлекува. Овој закон е во јануари месец влезен тука од истиот министер, но сега имаме нов премиер и нова влада. Немаме писмено допис добиено од седница на влада на кои закони останува, а на кои закони не останува. Значи вие си терате своеглаво и тоа е вашето посебно толкување на деловникот и негово почитување. Ви благодарам. Ви благодарам.